Почитувана македонска јавност, според деловникот за зборување, тоест за говор по буџет, треба да и имаме можност да зборуваме 20 минути. Денес би требало да си ја скратиме таа можност и да зборуваме само 10 минути, заради тоа што овој буџет за 2024 година е буџет кој е предвиден само до избори. Предизборен буџет. И овде треба да си скратиме, да зборуваме само 10 минути. Каков е овој буџет и какво е ова работење на владата на Република Македонија? Кратко ќе кажам. Меѓународот многу пати се вика за политиката која ја води Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, предводени од ДУИ, купи ден, купи година, ама со овој буџет се купуваат само 6 месеци. Имаме секојдневен раст на сиромаштијата. Затоа покажува расположението кај народот. Имаме повеќе од 97.000 пензионери кои живеат со пензија од 12.300 денари. Зарем не е тоа сиромаштија? Зарем не е тоа нешто за кое треба владата, која ветуваше живот за сите, владата која се обврзуваше дека ќе работи, да најде и да изнајде механизам да помогне на пензионерите. Но самите сме ние сведоци дека повеќе во државата оваа влада помага на криминалците да го зголемуваат криминалот и истите да поминат неказнети, отколку да се помага на пензионерите. Имаме масовни иселувања. Бела чума ја зафаќа државата. Бела чума не јаде. Наместо борба против ова, имаме борба за криминалот, бидејќи владата, предводена од СДСМ ДУИ, го прави тоа, со докази. Никаде нема во ниедна сфера квалитетни национални стратегии. Многумина овде зборуваме и кажуваме дека треба да има одржливост, треба да има планирање и да се стремиме кон честно водење на државата. За жал, тоа изоставува. Во говорот кој го имаше министерот и на Комисијата за финансирање и буџет, и исто така и овде на пленарната седница, зборуваше дека имаме неизвестност. А зошто имаме неизвестност? Имаме неизвестност заради тоа што неспособноста најчесто продуцира неизвестност, бидејќи неработењето продуцира неизвестност. Затоа се потребни промени. Расходите се зголемуваат, мерките исто така, ама и нивната злоупотреба се зголемува. Подоцна во мојот говор ќе се задржам за извештаите кои ги дава Државниот завод за ревизија и злоупотребата која ја има направено оваа влада, која денес ни предлага предизборен буџет, најголем во историјата на Република Македонија. Кај нас економијата, вели, се покажува одржлива. Ако економијата е одржлива, прашањето е зошто граѓаните се иселуваат, зошто граѓаните се помалку веруваат на оваа влада. Јавната потрошувачка се намали. Нормално е дека ќе се намалува јавната потрошувачка, заради тоа што народот нема пари. Кога веќе сме кај тоа, јас би сакала плюс дополнително и да напоменам дека во говор кој од половина час го имаше министерот, 17 минути зборуваше за период кој поминал, со осврт на минатото, ама останатото време оскудно потрошено за иднината. Напротив, доколку се има ставови, доколку се има предвидливост, доколку се има одржливост и квалитет во работата, може би од вкупно време потрошено 30 минути, 5 минути министерот требаше да зборува за минатото и да се фали со резултати, а останатото време да го потроши на идни планирања, идни проекти, за кои граѓаните ќе бидат сигурни дека ќе бидат одржливи и видливи. Ама кај нас само видлив е криминалот, останатото не.
Почитувана македонска јавност, многу пати се зборуваше овде за секакви бројки. Се зборуваше за тоа дека буџетот кој е предвиден за 2024 година во најголем процент ќе се полни од даноци. Кажано сето тоа низ бројки, данокот на добивка се зголемува за скоро 12%. Данокот на додадена вредност за слична бројка се зголемува скоро за 12%. Увозните давачки се зголемуваат. Акцизите кои замолувавме како опозиција да излезе владата во пресред на сиромаштијата кај граѓаните и дел од истите да бидат намалени, немавме соработка од страна на власта. И сега, средствата во 2024 година ќе се зголемуваат, приходите во данокот, оние приходи кои доаѓаат од граѓаните, оние приходи кои сиромашниот народ во државата треба да плаќа, и дополнително да напоменам, и оние фирми, мали стопанственици кои едва и преживуваат, и не се во оние повеќе од 7.000 фирми кои затвориле, кои едва и преживуваат, истите тие ќе треба да плаќаат данок, висок данок, а не им излегува во пресред власта. И сето тоа во ред ќе биде. Ама ако е ова едно општество за сите, како што впрочем викавте, сето тоа во ред ќе беше ако немаше толку голема сива економија. Ако тоа правило важеше за сите, а да нема исклучоци. Преглед имаме и на видови тековни расходи, каде овде се гледа дека одредени финансии, а во најголем процент за социјални трансфери, ќе се одлеваат финансиите. И кога тие ставки од социјални трансфери ќе се разгледуваат, и јас повторно ќе кажам, како што и пред некој ден спомнав, и ќе го спомнам истото. Многу е битно на човекот да му помагаме, но исто така е битно да знаеме дека ако помогнеме еднаш за еден ден, за еден месец, не се решава проблемот. Проблемот се решава тогаш кога ќе се најде идеално решение, каде ќе има одржливост за подолго време или, впрочем кажано, за секогаш да се реши проблемот на сиромаштијата, проблемот кој граѓаните го имаат. И нема да биде проблемот толку голем со социјалните трансфери, заради тоа што доколку би имале доверба и транспарентна, отчетна и некриминална влада, тоа би било добро. Но ние немаме таква влада во државава на која треба и можеме да и веруваме. Впрочем, доказ за сето ова е извештајот од Државниот завод за ревизија. Државниот завод за ревизија вели, со оние трансфери на финансии и помош во минатото, кои се давале за ковид, замислете, Државниот завод за ревизија наоѓа недостаток од 32,5 милиони евра, за кои оваа влада нема повратна информација каде истите се потрошени. Тогаш кажете ми, довербата на што се базира? Довербата се базира на документи, а документите велат дека оваа власт е криминална и корумпирана. Пред да навлезам на делот за образование, јас би сакала да напоменам две работи за кои зборував и на комисијата, и сега овде, пред, за жал, нецел пленум. Мене навистина ми е многу жал што и дел од колегите, посебно колегата Дарко Каевски, што се откажал од збор, бидејќи навистина имавме што да си кажеме, зашто не добив поддршка за да се прифатат амандманите за општина Кисела Вода, ама неистин граѓаните ќе судат. Сакам да направам една паралела. Овде ја имам вредноста на синдикалната минимална кошница за септември 2016 година за вие, колеги, кога ќе излезете и да ми кажувате какви биле платите во минатото и кога повеќе ќе спиете на муабетот,
каде треба и колку треба да се зборува за минатото, а немате визија и план за иднината, па затоа сте заглавени во минатото, кошничката за 2016 година која вели 32.263 денари. И замислете, кошничката од 23 година која вели 48.379 денари. Да ви објаснам накратко. Станува збор за нешто кое вие, јас многу се сомневам дека правите одредена злоупотреба. Зошто? Само еден пример ќе издвојам. 4, скоро 5%, 4,8% имаме за култура, а во 2023 година таа вредност изнесува 2%. И во истата таа синдикална кошница се издвојувале и пред скоро 10 години 1000 денари за култура, за едно 4-члено семејство, и денес 1000 денари повторно за култура. А влезниците поскапеле. Зошто поскапеле? Зошто е тоа така? Зошто поскапели и основните прехранбени производи? Тоа треба да излези и оваа нетранспарентна и криминална влада да го објасни. Па кога ќе зборувате, почитувани колеги, за какви се платите денес и какви биле во минатото, дајте ми образложение за тоа каква е куповната моќ на граѓаните. Колкава била куповната моќ во минатото, а колкава е денес истата. И колку една просечна плата има учество во оваа синдикална минимална кошница за 4-члено семејство. Образование. Образованието во 2024 година, додека не настапат промените, ќе биде од лошо по лошо. Зошто? Заради тоа што не се планира и не се работи во овој дел. Затоа тврдат и бројките. На почетокот одма ќе го извадам делот кој е тенденциозен за образование и делот кој значи поддршка на имплементација на декадата и стратегијата за ромите. Зошто? Зошто се планира само за 6 месеци овде и се крати буџетот за поддршка на оваа категорија на граѓани? Зошто го дозволувате тоа? Иако овде транспарентно и се фалевте дека сте донеле стратегија, дека имате акцијски планови во областа на образованието, вработување, социјална заштита и здравство и така натаму. Се фалите на секаде, ама во буџетот не издвојувате средства. Што всушност напротив правите? Ги кратите финансиите, колеги. Вие ги кратите заради тоа што вие ќе го поддржите овој буџет. Нема да има медијатори, нема да има ментори, нема да има педагошки помошници или на крајот, како што беше на буџетската расправа, па добро е, доста има за до ребалансот. Таков е вашиот став, бидејќи таква е вашата изјава, до ребалансот има средства за 2024 година, а потоа нека се мисли новата влада. Тоа е вашиот став. Уште од сега ви е предадена битката, ама криминалот никако не го предавате. Се крати многу во делот на образование. Она што најмногу загрижува е тоа дека нема за проекти. Оние средства, традиционално во текот на овие неколку години за кои јас го следам и имам анализирано за овие буџети, средствата кои се наменети за доградба на факултетите за физичка култура и факултетот Финки, оваа година официјално од почеток ги скративте. Имавте доблес изминатите години планирано, ама сега со време си ги скративте. Зошто? Ви требаа во други ставки да бидат истите средства. Многу се крати и во средното образование, и во високото образование, се кратат средства за младите, но не ве загрижува фактот што поразителни ни се состојбите во образованието од аспект на тоа, наместо да се фокусирате, да правите одредени
планови и одредени активности кои ќе значат мотивација на најдобрите деца, наместо да ги мотивирате да остануваат тука, најдобрите деца ќе ни одат од државата заради тоа што државата за оваа година ги крати средствата наменети и ги намалува средствата наменети кои значат поддршка на овие надарени ученици. Се намалуваат средствата за државните награди. Најбитно од сето ова е оној момент, морам да го спомнам, каде се фалите со зголемени блок дотации за општините. Посебно за делот образование, ќе напоменам, и да, треба на наставниците да им се исплаќа К15 познато меѓу граѓаните, треба да има мотивација, јас имам доблест да го кажам тоа, но исто така треба да има и одржливост на оваа работа. Ајде сега да видиме зошто го тврдам истово. Почитувани колеги, ако во минатото од блок дотациите за училиштата, опфатот, внимавајте, е многу битен и тука лежи трикот на оваа влада. Опфатот, ако порано бил 70% за плати и надоместоци, овој од следната година опфатот ќе биде повеќе од 90% за плати и надоместоци. Значи, да преведам, на училиштата, на општините нема да им останува пари доволно за инвестиции, доволно за одржување на училиштата, доволно за воопшто да се прави образовниот процес полесен да биде и за учениците и за наставниците. Затоа велам и пак ја кажам, вие немате план. Тоа се покажа, еве ви уште еден пример зошто немате план. Впрочем, сега решивте предизборно 6 месеци да давате социјална помош на социјално ранливи категории на граѓани, каде се прави дискриминација заради вашата неспособност. Зошто? Заради тоа што не го испланиравте процесот доволно добро, квалитетно. Пак ќе прашам како што прашав, колку сте сигурни каде децата ќе ги трошат парите? Наменски треба да се даваат, треба да се прават анализи. Не можете вие на тинејџери да им давате пари, а да има сомнеж во вас. Каде тие ќе ги користат истите средства? И зошто? Пак ќе кажам, зошто дозволивте да има дискриминација? И јавно луѓето да поднесуваат голем број на документи и да се прави хаос во институциите, за да се постигне краткиот рок кој го даде владата, која, ете така, имала намери некакви спрема граѓаните. Вашата намера е само популизам, да го купите денот, како што почнав и на мојот говор. Морам во еден дел од мојот говор да се задржам и на амандманите. Интересно е тоа што најдовте за сходно да ги одбиете амандманите кои беа наменети за институции, кои беа наменети за синдикати, кои беа наменети за студенти, но вие ги одбивте. Еве ви уште еден пример зошто е ова предизборен буџет. Заради тоа што, само ќе земам за пример, Медиумската информативна агенција, МИА, поднесе барање до сите нас, каде велат дека за нормално функционирање на оваа агенција, за да нема медиумски мрак, за да функционира оваа агенција се потребни 75 милиони денари, а владата им дава само 45, доволно за до избори. Вие го одбивте овој амандман кој го побаравме. Беше испратен до сите нас. Зошто го одбивте? Заради тоа што, како власт, а вие, колеги, како поддржувачи на оваа власт, повеќе се грижат да има средства за Бехтел и Енка, да има средства за Арберија, да има средства да се купува државен имот со сомнителни финансии, како што е Соравија, повеќе се загрижувате да има финансии за Eurovија, повеќе се загрижувате да има финансии за ETC Travel, повеќе се загрижувате да има финансии за многу фирми за кои
постои сомневање од корупција, непотизам и се лошо. Ви благодарам. Реплика Жаклина Лазаревска.